Добар ден. Возилата се неизоставен дел од нашиот живот без оглед дали се наменети за работа, превоз, чаламење, покажување на статусот. Тие не се само објекти на тркала или, ако сакате, технички склопови. Тие се модерни подвижни скулптури. Во денешното издание ќе имаме широка палета на возила од оние наменети за тешка работа, потоа премиум спортски лимузини, спортско корисни возила, па се до тестот. Во таа рубрика под лупа ни е електричниот Peugeot 208. Затоа опуштете се и уживајте во следните 30 на минути. Октавија уште еднаш ги зацврсти темелите на Шкода. И оваа генерација, како и сите пред неа, го подигнаа на ново рамниште значењето на зборот практичност. Сега со нов подинамичен изглед кој благо асоцира на купе. Предниот дел е без изненадувања, типичен за сите нови модели на марката. Кристално јасниот дизајн е мудра комбинација на конзервативното и модерното. Се истакнуваат новите LED светла, чии остри рабови даваат впечаток како да се вметнати во маската. Визуелно, подинамичниот заден дел ја крие најголемата предност на Октавија – багажникот кој нарасна на цели 600 литри. Просторноста и внатре е огромна без разлика каде ќе седнете. Квалитетот на материјалите е подобрен, на списокот опрема исполнен со бројни функционалности. Некои од нив за прв пат се среќаваат, како например джебовите за телефон на страничните делови од предните седишта. На возачот на располагање му стојат доста безбедносни асистенти, но за жал на почетокот на продажбата само 3 моторни опции. Бензинецот од 1,5 литри и 150, а дизелот дволитарски со 115 и 150 конски сили. Од нив засега само посилниот доаѓа со DSG трансмисија. Како што ни информира од Porsche Македонија, во иднина гамата на Октавија ќе биде комплетирана. Купувачите посебно ќе ги израдуваат хибридните изведби кои ги има 3. Најмногу, најмоќната, чиј плагин погонски склоп со 204 коњи овозможува поминување 60 електрични километри. Цената на Октавија во Македонија започнува од 19.700 евра. И покрај сите напори, податоците на Европската Унија покажуваат дека просечната емисија на јаглерод диоксид на новите автомобили се зголеми и сега изнесува 120,8 грама на километар. Заради тоа Европската агенција за заштита на околината ги предупредува производителите на возила дека ќе се соочат со високи парични казни ако не ги исполнат поставените цели. А тие се навистина строги и за годинава изнесуваат 95 грама на километар. Индустријата сепак е резервирана, бидејќи, иако најнови, заради комплицираниот процес на нивно собирање и обработка, овие податоци се однесуваат за 2018 година. Како причина за порастот на штетните емисии се наведува дека тогаш дојде до опаѓање на учеството на дизел автомобилите, кои во поглед на јаглерод диоксидот се почисти од бензинците. Истовремено, подемот на електричните возила не беше започнат, а токму од нив се очекува сериозно да влијаат на статистиката. Кија и оваа недела не остави без новитет. Тој овој пат е освежената верзија на Пиканто, кој во продажба ќе се најде во третиот квартал годинава. Овој градски автомобил за новата сезона доби модификуван преден дел со изменети маска и светла, како и модернизиран интериер. Тој пред се унапреден со мултимедиски систем со 8-инчен екран, а опременоста е проширена со нови безбедносни системи. Несвојствена за оваа класа на листата се наоѓаат и предупредувањето за возилото во мртвите агли и систем за задржување на лентата на возењето.
Обновените еднолитарски мотори ги развиваат истите 67, односно 100 коњски сили, но сега се поекономични и почисти. Новост е и автоматизираната трансмисија со 5 степени на пренос. Како ќе изгледа возилото на иднината? Има предни светла кои личат на лавовски заби. Лавовски заби? А дали ќе лета? Не, тоа е смешно, ама ќе има 3D инструмент табла со сите потребни информации. Дали можеш да го нацрташ тоа возило? Јас не цртам толку добро, но може нешто како ова. Твојот прв избор. Брилијант. Водечко масло за јадење според потрошувачите во Република Македонија по сите карактеристики. Метрополис, број 1 радиомрежа. Едноставно до нов автомобил. Со Шпарка се лизинг. Пред 2 години бев на легендарната патека Нурбургринг, каде асфалтот долг 23 километри го пеглав со спортската лимузина М5. И денес како ќе се присетам на тоа искуство, не можам да останам равнодушен, а мојот најбрз круг траеше 8 минути и 45 секунди, а неколку пати брзинометарот ја надминуваше бројката од 250. Особено се радувам што со обновувањето на серијата 5 дојде и моќната М5, која се надевам дека ќе имам шанса да ја испробам на некоја патека. До тогаш да видиме што таа нуди. Веќе со самото споменување на BMW M5 се е кажано, но не и за заколнатите љубители на баварската марка. Тие сакаат да слушнат повеќе бројки, кои кај секоја генерација на семејниот спортист од Минхен навистина импресионираат. Така и кај оваа, која пристигна неколку недели по представувањето на обновената серија 5. Ке започнеме од најважните кои на нивно разочарување останаа исти. 4,4 литарскиот V8 и понатаму развива 600 коњски сили и 750 ньютон метри. На М5 повеќе и не му требаат, бидејќи со нив се лансира до 100 км на час за 3,4 секунди. Но, ако некој сепак посека уште, ќе може да ја добие компетишн изведбата со 625 коњи, која е за 1/10 од секундата побрза. Максималната брзина и кај двата модела ограничена е на 250 км на час, а може да се отклучи со опционалниот M-Driver пакет, кој ќе ја искачи стрелката на дигиталниот брзинометар до 305. Погонот на сите тркала дозволува да се избере и режим во кој силата преку 8 степен автоматски менувач се испраќа само на задната оска.
За подобро чувствување на перформансите, ослонувањето е рекалибрирано и освежено со нови амортизери и динамички систем за нивна контрола. За истакнување на дизајнот, BMW M5 доби рестилизирани маска и светла по агресивни браници и задни светла со тридимензионален приказ. Тркалата се превземени од M8, а внатрешноста дополнета со поголем екран на инфозабавниот систем. На централната конзола се додадени две нови копчиња со кои се контролира подесувањето на возилото и избира режимот на возење. За крај остана втората најбитна бројка, која се искачи на 121.000 за регуларната, односно 130.000 евра за компетишн изведбата на M5. Приказната за третата генерација на Lexus IS започна во 2013-та и нема намера да престане да се пишува. Замислен како модел кој најчесто ги изразува спортските карактеристики, тој во својата класа донесе ново ниво на возбуда во возењето. Иако со доза негодување заради воздржаниот дизајн, купувачите позитивно реагираа, вистински ценејќи ја атлетската агилност што ја имаше. Но тоа за јапонците не беше доволно. Го редизајнираа во 2016-та, а сега дополнително го избрусија, менувајќи ја уште еднаш дефиницијата за тоа каков треба да биде еден спортски седан. Затоа, покрај помодерниот изглед, има и унапредена платформа, која со модификуваното ослонување и пошироките траги на тркалата му обезбедува попрецизна управливост. Подолги поширок отколку досега, динамичноста му е нагласена со маската со тридимензионална структура и полутите светла. Витката силуета со рестилизирани линии се преточува во поостар заден дел кој не остава место да му се најде некоја замерка. Внатрешноста не е многу менувана затоа што немаше потреба. Додаден е нов мултимедиски систем со поголем екран, а централната конзола е преуредена. На опремата не е штедено, иако се добива впечаток дека и тука нема многу што променето. Исто е и со моторите кои само се прилагодени кон новите еколошки норми. Засега се познати спецификациите само за американскиот пазар, кои опфаќаат 3 погонски единици. Дволитарскиот турбо има 241 коњска сила, а 3,5-литарскиот V6 доаѓа во две верзии, со 260 и 311 коњи. Менувачот е автоматски со 8 степени, додека верзиите со погон на сите тркала имаат само 6 степени. Чудно е што Lexus засега не споменува хибридни варијанти, но до почетокот на продажбата есенва ќе дознаеме и за неа. Никогаш не прежален и ден денеска после повеќе од 4 децении споменуван, Ford Mustang Mach-1 повторно ќе ја потполнува гамата на дивото конјче. Позициониран под Shelby изведбите, од нив има позајмено неколку перформансни делови, кои ја зголемуваат моќноста на 5-литарскиот V8 на 480 коњски сили. Тоа малку ќе ги растажи фановите на Mustang кои очекуваа повеќе, но ќе ги израдува 6-степениот мануелен менувач по потекло исто така од Shelby. Оние пак кои не се толку прибирливи ќе се одлучат за познатата 10-степена автоматика, а сите ќе добијат ново подесено активно ослонување и спортски пневматици. Познавањето на Mach-1 меѓу мноштвото верзии на Mustang ќе биде лесно благодарение на неколку дизајнерски елементи. Напред тоа се специфичната маска со интегрирани
влажни светла и отворите за воздух под трепкачите, а назад 4 големи издувни цевки. По углед на оригиналот од 1969 година хаубата и долниот дел од силуетата се украсени со црни ленти, а темните алуминиумски тркала се уникатни за овој модел. Може да се изберат и неколку опционални додатоци кои дополнително ќе нагласат дека се работи за Mustang Mach-1. Во внатрешноста се среќаваат инструмент табла со алуминиумски инсерти, посебно обликувани седишта и изменет екран на инфозабавниот систем. Доказ за автентичноста ќе биде и плочката со изгравиран број на шасијата. Mustang Mach-1 ќе пристигне кај дилерите на Ford во Северна Америка напролет идната година како модел во лимитирано издание. Но колку ќе биде ограничено неговото производство засега не е познато, ниту пак по која цена ќе се продава. Стандардниот Mustang со V8 мотор чини $36,000, а најевтината Shelby верзија $60,000. Новиот Golf GTI требаше да биде представен на салонот во Женева, каде представниците на Volkswagen сигурно ќе беа детално распрашувани за него. Но се случи што се случи и некои прашања останаа непоставени. Едно од нив е зошто во ова време на електрификација тој нема хибридна поддршка. Како шеф на дизајнерскиот тим што го развиваше, тоа го објасни Клаус Бишов, кој кажа дека кога овој модел е во прашање, владеат одредени правила што ја дефинираат секоја негова нова генерација. Според него постојат некои нешта што можат, а некои што не може да се направат. Едно од нив е додавањето електромотор, бидејќи Golf GTI треба да го задржи чистокрвниот бензински карактер, а кој сака да се вози на струја, може да ја избера еднакво силната GTE верзија. Друга работа што ги интересира автомобилските ентузијасти е зошто се уште се нуди со мануелен менувач, а DSG трансмисијата со двојна спојка е опционална. Тој за ова е јасен. Побарувачката на рачен пренос кај Golf GTI се уште е значајна и заради тоа ќе остане во понудата. Но што и да изберат, купувачите ќе добијат 245 коњски сили, кои тој ќе ги конвертира во перформанси што се уште не се објавени. Не е позната ни цената која се очекува да изнесува околу 35.000 евра. На средината на својот животен век, Seat ја освежи Ateca. Дизајнот е преуреден со блага комбинација на новото стилско изразување на марката. Основните црти и понатаму зрачат со самодоверба, недвосмислено изразувајќи ја кросоверската сестраност. Прецизниот поглед ќе открие поголема одлучност во изгледот на предниот дел, сега со LED светла и динамични трепкачи. Слична водржаност се забележува и назад, каде освен подписот на моделот, навидом ништо не е сменето. Емоциите зацкриени за чистите линии ја пренесуваат карактеристичноста на Ateca и во внатрешноста, каде владее дигиталниот свет. Поврзаноста на секое можно ниво е дополнето со препознавање на глас, а интеракцијата со возилото продолжува и кога ќе се излезе од него. Бројните напредни технологии ќе го направат патувањето побезбедно, а за удобноста ќе се грижат и такви нешта, како што се загреваниот управувач и ветробранското стакло премачкано со невидлив атермички слој.
Асортиманот мотори на освежената Атека вклучува 3 бензински и 2 дизел опции. Стартот е со 3-цилиндричниот 1-литарски TSI со 110 конски сили, кој сега е за 10% поефикасен. Посилниот 1,5 литарски мотор со 150 конски сили може да се добие со мануелен или DSG менувач, кој пак заедно со погонот на сите тркала е единствен избор на најмоќната дволитарска варијанта со 190 коњи. Дизелите кои сега се 2-литарски со 115 и 150 конски сили нудат подобра избалансираност меѓу динамичноста и економичноста. За некакви хибридни технологии нема ниту збор, барем не на почетокот на продажбата во третиот квартал годинава. Како и досега, Атека ќе се произведува во погоните на Шкода во Квасини. Модерните пикап возила не се скроени само за работни задачи, туку и за патувања. Помина времето кога исклучиво беа наменети за фармери и градежни работници. Сега нив ги купуваат и возат луѓе кои немаат врска со споменатите професии, бидејќи му даваат предност на активниот животен стил и спортовите кои изискуваат поголеми реквизити. Следните два прилога се посветени на новите едиции на Toyota Hilux и Mazda BT50. Осмата генерација на Toyota Hilux, која се појави пред 5 години, доби сериозно дотерување. Предниот дел има изменети маска и светла, а браникот поинакви отвори за воздух. Задните светла се LED, тркалата од 17 и 18 инчи се со нов дизајн, а палетата бои е проширена. За внатрешноста е предвиден нов инфозабавен систем, а опремата е збогатена со нови безбедносни системи и асистенти за возачот. Неголемата измена е во просторот за моторот, каде се наоѓа 2,8 литарски дизел со 204 конски сили. Преносот може да биде преку 6 степен мануелен или автоматски менувач само на задните или на сите 4 тркала. Модификации доживеа и ослонувањето, а кабината, како и досега, доаѓа во 3 изведби. Обновениот Hilux, кој за европскиот пазар се произведува во Јужна Африка, ќе започне да се продава веќе идниот месец. Toyota истовремено го обнови и теренецот Ford Tuner, кој ја користи истата крута шасија од Hilux, заради што се продава само во земјите на третиот свет. Mazda ја представи третата генерација на пикапот BT50, кој донесува една значајна промена во индустриската кооперација. Имено после скоро 5 децении Mazda и Ford ги раздвојуваат своите серии пикапи наменети за интернационалните пазари. Процесот започна со представувањето на претходниот модел, кој мораше да го отстапи своето место на европскиот и американскиот пазар на Ranger. Новата генерација на BT50 сега ќе ги нема тие ограничувања, бидејќи целосно е базирана на робусниот Isuzu D-Max. Затоа и место во заедничката фабрика на Mazda со Ford ќе се произведува во погоните на Isuzu, исто така во Тајланд. Развиена е во Австралија и под силно влијание на кодо дизајнот, многу наликува на динамичниот CX-9. Мускулестиот изглед на надворешноста е пренесен и внатре, каде освен инструмент таблата се е од Isuzu. Таква и механиката која во споредба со претходната генерација на Mazda BT50 и дава поголема техничка предност. 3-литарскиот дизел со 190 конски сили е спарен со 6 степен мануелен или автоматски менувач и погон на задните или сите тркала. Има носивост од преку 1000 килограми и може да влече приколка тешка 3,5 тони. Димизиите се за нијанса помали, но опременоста далеку побогата. Таа меѓу другото вклучува автоматски светла и бришачи, двозонски клима уред, паркинг сензори и модерен инфозабавен систем.
Сето тоа е дополнуто со бројни безбедносни асистенти кои вообичаено не се среќаваат кај пикапите. Како и досега на располагање ќе биде со 3 изведби на кабината. Продажбата во Азија и Океанија ќе започне при крајот на годинава, пошто ќе следи враќањето на напуштените пазари, меѓу кои и Европа. Се наоѓаме во летото, а со пандемија или не, фреквенцијата на патувања се зголемува. За сите возачи и нивните сопатници од огромна важност е конзумирањето на поголема количина течности кои се неопходни за функционирање на човечкиот организам. Дополнително, дневниот внес витамини е потребен за правилно функционирање на човечкото тело и е поддршка на имунолошкиот систем. Цевитана е инстат витамински освежителен пијалак што е неопходен посебно во летниот период. Освежува, хидрира и со својот единствен витамински состав ги задоволува дневните потреби од витамини. Со вакви карактеристики и состав се препорачува за сите возрасти, но делотворната моќ како освежување и хидрирање на организмот посебно доаѓа до израз кога се конзумира при активности поврзани со седење, како што е возењето, на пример, односно на подолги релации и губење течности при изложеност на високи температури. Содржи 9 витамини, пантеононска киселина, фолна киселина, а сите тие учествуваат во многу процеси во организмот со што влијаат врз подобрување на целата психофизичка состојба. Со тоа цевитана е еден од најкорисните функционални напитоци во секој период од годината. Сите додадени состојки се од природно потекло, со што во цевитана не се содржани компоненти од оваа област што се од синтетичко потекло. Продолжуваме со тестот на електричниот Peugeot 208. Во денешниот тест го имаме Peugeot 208 на електричен погон. Особена чест и задоволство ни е што ја имаме оваа изведба токму во домашни услови, бидејќи со неа се запознавме пред неполна година некаде во Португалија. Опремен со 50 киловат-часовна батерија, овој модел е способен да помине 360 километри или спрема проценките на Peugeot да помине цела седмица без полнење на батериите за возачите кои дневно поминуваат околу 50 на километри. Што се однесува до изгледот, тој е ист како и на верзијата со мотори на внатрешно согорување. Лавји заби на предницата и лавја канџа на задниот дел. Тоа се елементите кои го крунисуваат динамичниот дизајн на силуетата на 208. Електричната верзија, како што реков, од онаа со верзија со мотори на внатрешно согорување се разликува само во ознаката. А во гепекот имаме кабел за брзо полнење, за брзи полначи, кој батеријата од 50 киловат-часа може да ја наполни за 7 до 8 часови. Но стандарден полнач доаѓа со возилото за опремување, односно за полнење на стандардна мрежа со 220 волти и моќност од 1,3 киловат-часови. А тоа значи дека 50 киловат-часовната батерија ќе се наполни за долги 29 часа. Во внатрешноста на 208-ката се е подредено не само на функционалноста, туку и на естетиката. Впрочем, тоа го заклучивме и кога го возевме моделот со мотор на внатрешно согорување. Исто така, посветеноста кон возните својства е голема. Имаме и да бираме модови на возење од еколошки, нормален и во спортски. Се разбира во кој модус ќе возите, зависи и колкава автономија ќе имате.
Предизвикот кај овие возила е да се вози во еколошки мод, за да имате многу повеќе дострел со возилото, односно многу поголема автономија. Инаку во внатрешноста се чувствувам прекрасно. Пластичните површини се квалитетни, насекаде се гледа дека е гумирана пластиката, а интервенцијата во внатрешниот простор со цитатите е одлична. Електричните возила веќе не се досадни и нема оправдување дека поради економијата и радиусот на движење штедено е на квалитетот на материјалите. За доправувачот на електричниот 208 се чувствувате супериорно, бидејќи управувате со висока технологија, која пред се е еколошки ориентирана, но и има одлична перформанса. Електромоторот располага со 100 киловати, односно 136 коњски сили, кои ви овозможуваат поради одличниот вртежен момент извонредни перформанси. Перформанси кои би биле еквивалент на еден GTI автомобил. Мене ми се допаѓаат перформансите. Забрзувањата се извонредни, а со користењето на сопирачката ги надополнувате батериите. Тридимензионалниот кокпит е извонреден и ви дава повеќе прикази, но мене ми е најинтересен приказот кој ви покажува како работи електромоторот и како се полнат батериите. Инаку, звукот на тишината владее во кабината. Може да почувствувате само звук од тркалата, односно од пневматиците и благото зуење на електропогонот. Останатото е приказка сама за себе, типична за електричните автомобили. Во градски услови на возење електричната 208 е повеќе од забавна. Таа има прецизно управување, тивка е и има голема експлозивност, што мене искрено многу ми се допаѓа. Но колку кошта оваа забава? Бидејќи ја возам верзијата со највисоко ниво на опременост, таа чини 36.000 евра. Да, добро слушнавте. За автомобил од сегментот Б 36.000 евра е многу. Но нашата држава не предвидува никакви субвенции за овие возила. И тука е грешката. Ние мораме да ги направиме законите да бидат еколошки прифатливи, да се стимулира купувањето на овој тип возила што повеќе. Исто така државата мора да вложува во полначи за овие возила, бидејќи се уште ги немаме доволно. А расте бројот на возилата кои се плагин хибриди, но се надевам дека и бројката на електровозила ќе расте. Ние дур го снимаме овој прилог, не следи дождот, а народот вели доколку ви врне при работа, тоа значи берикет. Берикет за електричните возила. Јас искрено се надевам дека државата ќе најде начин и сили да го стимулира купувањето на електричните возила. Па и со субвенции, по пример на западните држави, кои даваат и до 10.000 евра субвенција за оваков тип на возила. Мораме да го фатиме чекорот со светот, а за тоа ни е неопходна легислативата. Јас ви благодарам на вашето внимание. Во изминатата сезона, во изминатите 41 епизода премиерно прикажана, успеавме да ви ги доближиме не само домашните, туку и светските трендови во автомобилизмот, сите новитети.
така ќе остане и во следната сезона која ќе започнеме некаде на есен. До тогаш ви посакувам убаво да се одморите, да останете во одлично расположение, чувајте си го здравието и бидете одморни и расположени. Ви посакувам пријатно и убаво и безгрижно лето. До септември, до гледање.